Многу ми е драго, вие оддалеко први. Вие што пиеме тука, касниме. Втори. Ама има малку Нема место за забелешка. Има оправдање. Анастазија разложи ке помени пребавне мотње. Малку рекинца, малку лајсја, вака. Добро, вака е. У 9 понека одиме за Джидимирци. 2 година, на жалост, немаме поп. Оти се е окупирано и нема. И Тако ведено со за Јован, душница. Тако ведено за душница. е така. Со Јован и 5-6 се договоривме, одиме без поп. Ама да не биде баш без црква, сето тоа што ќе го имаме тамо ќе биде, како се вика, Осветен. од Свечено, свечи ќе биде се во црквата, попот јадењето ќе биде осветено. Така да пак ќе биде душата исполната со верата. Со така. Денеска е мртвен. Да. Тамо ќе видиме колку ќе видиме, ќе запалиме свечки, вамо намо. Полека идеме пак во Неготино. Одиме во музејот. И во оваа прилика ја пак ве молам, кога ќе идете вамо од Скопје на поубаво, одите во музејот, напишите нешто да се знае, да сте били туку джедимирци. И ако не сте джедимирци, и јас сум бил некојаш джедимирец, пиши, така да знаат дека джедимирци уште постоje во музејот. Тоа нема да пропадне. Исто нема да пропадне ни споменикот. Од тамо одиме во културниот дом. 2 година, пошто се случи случајот во Кочани, ја мислам дека фер до сите тие мртви да се одлучивме без песма. Ама вашата песма е тука присутна. Сите ве голема благодарност на Франце Преширен. Еден мал аплауз. Браво. Пак со Јован, со Марга, Кире, Павле, Драги, направиле програм кој мислам дека мора да нас задоволи. Така да се надам дека ќе поминеме у реду. Од тамо
ќе имаме малку диалог во не во дворана, пред двораната, Во културниот дом. во културниот дом, и од тамо идеме тука, тука не е базата. И тука ќе имаме ручек, што е добро, што е лошо, он е крив. А се надам дека нема да биде лошо ништо. Он е главен. Ако некој до сега испил на седмица една ракица, нека проба денеска 5 да испие за душа. 7 години некој крив се надеваме и оваа година дека нема да биде виновен така. за Добро. Кој нема да биде задоволен од програмата у домот, се надам дека ќе биде задоволен овде. Нема, тоа ќе биде, сите ќе бидете задоволни. Овој дечко тука е крив, пошто се одлучи да направам нешто за неговот дедо. А што, Филип, а што и како он ќе каже тамо и ќе видите што може некој кој си ја сака Македонија, кој сака нешто да направи, ама прави грешки, многу грешки направи, ама пак видо филмот треба да биде задоволен. Ако не, дајте аплауз. Не, кога? Ќе ме натерам да пиете ракија. Абе, сега моите да ви ги представам кој се мој. Марико. Ајде, мамо. Това ми е сестра ми. Мале Марика. Драги, капа дол. Ево го. Ено, дојде, мамо. Дојде, мамо. И нашата Тина, нашата Тина. Добро. И на крајот уште еден има за представување. Прв братучет, Најбогатиот Кадаврчан. Граде, хотели, станови. Одите, купите, може поевто да ви го даде. Кај си? Почитувани дами и господа, почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на официјалното отворање на 8-те поред Џидимирски средби. Како што вели во една песна господинот Рибарски, Џидимирци веќе го нема, меѓутоа,
вие со вашите активности правите се џидимирци и понатаму да живее и ги одржувате спомените на селото и на животот во него, на вашите потомци, на вашите најблиски. Убаво си поминуваме, секоја година сме овде, еве, 8 година поред, веднаш потоа одиме во музеот на град Неготино и централниот настан во Центарот за култура. Имаме една кратка програма, па да започнеме. Оче наш, кој си на небото, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како и на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простиваме долговите на должниците наши. И не воведуј во искушение, но избави ни од лукавиот. Сега и секогаш, во век и веков. Амин. Амин. Да ги запалиме свечите. Вечная память, вечная память, вечная память, вечная чест на Ристо Витанов Патрик. Каде ги однесоа коските од овој борец заборавен? Во кој гроб ги закопаа во скопските еврејски гробишта? Ниту крст, ниту име му запишаа, траги не оставија. Приказката за комитската борба за слобода на Македонија незапишена кај Господ остана. Јунакот заборавен не се знае каде почива. Ова храброст, ова непомирлива младост, судбината така сакаше во познато место да исчезне, не се знае каде свеќе да се запали, каде цвеќе да се положи и засади. Ова песна нека биде негов споменик за неговата младост и вечна радост, а таму горе во Божјите светови нека цути неговата радост. Значи, ова од тука натаму се гробиштата.
Овде од ова кај што стоите понатаму е мојот двор и мојата куќа, а тука еден зид не делеше, а тасе дедо му и баба му и татко му и мајка му ствари. Така, мајка му. И понатаму беше Ифтим, Стојанче и сите понатаму, позади беше тетка му Бунарката, таму горе беше школото и тоа беа скупно 35 куќи. 35 куќи кои живеевме во една хармонија, зашто после јас ќе зборувам во Домот на културата. Значи, песната што испеа Павле е за дедото на Тасе, Ристо Патрикот, кој што е бил и курир на Гоце Делчев за цела Тиквешка околија, мислам, не за Джидимирци, за Неготино, за Кавадарци. Он го водел Гоце Делчев ноќе од капија во капија, од куќа во куќа, го пречекува во пепелиште, го пренесува преку Вардар. Има во книгата моја, сите што имате, може слободно тоа да го прочитате, нели? Сега Тасе уште нешто ако сака да каже, ја би предложил да одиме после тоа, пати е многу жешко да стигнеме во музеот, па да стигнеме во домот. Дедо ми Ристо почина во Скопје. Ама тогаш телекомуникации немаше. Немаше телефон. И он си умре во болница и кај ќе го сахранат за такви човеци што не беа знани кои се, на еврејските гробишта ги покопа. Нашето семејство, моите браточеди, то ги имам, мислам 12 или 13 сме, се одлучивме да земеме едно грленце земја од еврејското гробиште и 2019 година тука земјата потрошивме и дедо Ристо тука сега живее свој свет. На мене ми е една желба, ке дојде време, не денеска, не утре, него заутре, позади е запишано, ама не можам, ќе ви кажам, запишано. Ристо Патрички, Комита, роден тога и тога, во чест на нашиот дедо, неговите потомци, Джидимирчани, и на крајот ЛТ. Ќе дојде време кога оваа плоча ќе се отворе и тогаш Джидимирци ќе се роде во трети. Во прво беше кога 36 куќи постанеа, не знам од која година. Во друго се роди со овоа веј што го направивме. И уште една да ви скажам голема благодарност на сите што со морала, со финанси, со се, со добар збор го направивме во. Тој крст што го гледате тамо, тој е крст на црквата што ни беше тука позади. Јован кажи? Тука беше, да. И тој крст беше горе на црквата. Ја го најди 2013 година. Ама се исплаши да не го украде некој и го покри со скрли. И 2019 година го ископав и се договори со војската, ми дозволи и да му дадеме место каде му треба. И тоа е символот на нашата Джидимирска црква на Свети. Помогни, како се беше? Како се викаше црква? Свети Ѓорѓе. Не, Никола. Свети Никола. Да. И тоа е монолит од еден камен исклесано, а гробиштата немаа такви крстови. Беа само со плочи. Во книгата од Павле
има. Гробовите со плочи квадратни беа за Обични. а за тие што беа со трогласни, тоа беше на партизаните. Фала ви, благодарувам и сега полека ќе одиме ние да програма да го презентираме напред. Почитувани присутни, се наоѓаме пред музеот на град Неготино, каде што пред неколку години беше отворена Джидимирска соба. Нешто повеќе за значењето на ова Джидимирска соба и топло добре дојде, ќе ви посака нашиот домаќин, односно нашата домаќинка, господица Драгица Чекоровска, виш кустос етнолог во музеот на град Неготино. Повелите. Благодарам, Мишко. Ви посакувам еве од името на вработените на музеј на град Неготино, од мое лично име, едно топло добре дојде на овие топли температури, кои што еве посебно во Джидимирци, нели кај што бевте, ни представува огромна чест и задоволство, што еве пред 3 години свечно ја отворивме Джидимирската соба. Тоа е едно картче, етнолошко картче, кој што, верувајте, сите посетители за овие 3 години кои што доаѓаат во музејот, ја представуваме како посебен дел, како посебно етнолошко картче и кои што сите ја чувствуваат така емотивно, се приврзуваат и кои што се многу заинтересирани за предметите, особено за историјата на селото, како е раселено, како живеела. Посебно се задржуваат на фотографиите, каде што се представени нели млади жени, млади луѓе како живееле и кај што најпластично, може да се долови и да се виде сликата како се живеело во тоа село Джидимирци. Јас се заблагодарувам и сум посебно благодарна нели на Јован Лазаров, на Тасе, а и на сите присутни кои што донира предмети за да се формира и да се реализира таа Джидимирска соба. Нас уште еднаш не представува чест и задоволство што го имаме тоа картче, што ни е овозможено, еве со ваша помош, заедно да биде еден белег на едно време, да биде презентирано пред пошироката македонска и меѓународна јавност, бидејќи не посетуваат и меѓународни организации, туристи, посетители, кои што се таа Джидимирска соба е во рамки на таа етнолошка поставка и која што се вклопува баш на место и во музејот и на целата општина, која што нели сите предмети се сконцентрирани и презентирани во музејот. Јас уште еднаш ви посакувам топло добре дојде, да уживате во разгледувањето на предметите, на содржината на музејот. Изладено е горе, има ниска температура, така да уште еднаш ве повикувам да посетите и да се освежите и да уживате во содржината на музејот. На убава македонка, убава китка. Леле, благодарам многу, Красе. Да сме живи здрави и памше за многу години да се гледаме. Значи, уште еднаш благодарност прво за музејот, посебно за госпожица Драгица, која што во својство на директор го возможи ова сето, а сега Својство на етнолог. На етнолог сега, тоа го одржува, го развива, ние денеска донесовме 4 столчиња, ќе обогатиме собата, која ќе доаѓаме да има кај да седнеме во нашата соба. И една ваша информација нова, имаме уште еден член овде од музеот, кој е Джидимирски потомак. Браво! Така да, колега, ние сме составен дел во овој музеј, многу ме радува и мене, се радувам сите, така што јас уште еднаш во мојот говор ќе ги пофалам таму во домот.
Сега еве предлагам да погледаме уште еднаш и да одиме во 12 не закажано автомат. Дами и господа, почитувани присутни, добар ден и ви посакувам добре дојде на централниот настан во рамките на одржувањето на 8-те поред Джидимирски средби. Како и предходните 7 години, така и оваа година организаторот подготви богати содржини, со кои се надеваме дека во наредните 50 до 60 минути ќе го задржиме вашето внимание и ќе поминете пријатни минути на овој настан. На почетокот, химната на Република Македонија. Amen.
Традиционално овој дел од програмата го започнуваме со обраќање на председателот на граѓанскиот форум за Джидимирци, господинот Јован Лазарев. Го поканувам на сцената господинот Лазарев. Повеќе. Поштовани гости, поштовани пратеници, амбасадори, мислам дека се тука, поштовани джидимирчани и нашите потомци, поштовани гости тука. Во име на граѓанскиот форум за джидимирци, дозволете да ви се заблагодарам што дојдовте на ова наша 8-ма средба на потомци од селото Джидимирци. По долги години не заборав, повторно се сретнуваме и ги евоцираме спомените од нашето детство поминати во селото Джидимирци. Ова година овие средби ги одржуваме во најголемата несреќа што се случи во Република Македонија, трагедијата во Кочани, година во која што јас го изгубив највредното што го имав, тоа е синот Игор, кој остави 2 деца од 15 години. Пред 2-3 недели нашиот сограѓанин Коле Медев, син на Трајко и Морфа Недеви, почина во Неготино. Коле беше мој врсник и заедно учевме од 1 до 4 одделение во селото Джидимирци. Неговиот син Трајче Недев е наша гордост, најдобриот македонски шахист и освојувач на олимписки медал. Требаше да е денеска тука со нас. Ако е тука, го поздравувам. Коле и неговата мајка и татко најдоа место во мојата книга, напишана заедно со Ѓорѓи Малковски, во една вистинска анекдота. Ви повикувам сите што имате книгата дома да ја прочитате. Уште една загуба во Скопје пред некој месец почина Пецо Лазов, син на Блажо и Јованка Лазови. Блажо е прв браточет на Тасе Лазовски. И уште нешто, нашиот другар Ико или Јанев, син на Форка и Ифтим Јаневи, пред 3 месеци доживеа тежок удар, што ја изгуби моќта на говорот. Бидејќи сите други функции, витални функции се во ред, пожелуваме брзо да целосно се опорави. Ико е еден од основачите на граѓанскиот форум, од 5 основачи, и Здруженијето е регистрирано на неговата домашна адреса и тој беше првиот промотор за Неготино. Така се поделивме, Ико за Неготино, Кире за Градско, Марга за Кавараци, јас за Скопје, да ги собираме сите джидимирци. Поради сето ова искажено претходно, ние одлучивме оваа година нашите средби да ги одржиме без музика. Нашите пријатели, членови на хорот Франција Прешер, денес се тука со нас и јас ги поздравувам. Им благодарам што тие самите одлучија да бидат тука присутни и заедно да ги одбележиме 8-те поред джидимирски средби. Ова прилика сакам да посебно поздравам и неколку лица кои не се джидимирчани по род, ни по потомци, а се цело време присутни заедно со нас и ги славиме заедно средбите. Тоа е пратеникот Златко Пенков, кој во почетокот постојано со нас ни дава подршка. Се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме со таа заедничка соработка и тој ќе ни дава подршка. Пратеникот Панче Минов, кој што од првите средби присутен и на кој минатата година да дадохме посебно признание. Потоа Драги Трајков, воен историчар, кој што првата идеја за джидимирски средби е со нас и даваше цело време идеи и помагаше да ги организираме средбите и собата во музеот е негова идеја.
зашто ние му дадовме посебно признание и плакета. Но ево јас користам прилика уште еднаш да го поздравам. Потоа Драгица Чикорова, родена Кавадаченка, директорка Кронешна на музеот. Значи, во нејзино време ја реализиравме поставката и таа цело време со нас. Ја поздравувам уште еднаш и благодарам. И мислам дека ќе се сложите сите уште една личност да поздравиме. Тоа е Методи, нашиот водител, нишко популарен, уште од првите среди до денеска е со нас, ни помага да го подготвиме сценариото и многу квалитетно ги води овие наши среди. И што ти благодарам за сета до сегашна соработа. Сега сакам да го долувам духот на селото и ќе ви прочитам една вистинска приказна која е урамена во мојата книга со Ѓорѓи. Значи, има такви 3-4-5 приказни, ви повикам да ги прочитате. Оваа година не е времето, али од едната година ќе прочитаме некоја вистинска анекдота. Мефе Ласков, тука е неговиот внук, нели? Како млад бил многу добар пеливан, кој се борел по панаџурите во цела Тиквашка околија. Мефо многу често победувал на панаџурските турнири. Селото Џедимирци, гордо што своето село има шампион во пеливанско пливање, го помагало при неговите подготовки. Така, околу еден месец пред секој турнир му подготвувано храна. Веќе тоа беше едно големо семејство, сиромашно, селаните одлучија да му подготвуват секој ден по една куќа од селото доброволно му подготвувала богат ручек во кој задолжително имало месо, најчесто печено пиле со ориз и како за десерт сладки. Кога ќе завршиле пеливанските игри, кога ќе победил Мефо, се враќал во селото и селото прави прослава за неговата победа. Значи, сакам со ова да го долувам соживотот во селото, грижата еден за друг, независно дали сме биле, што сме биле, нели, по националност. Многу убава приказна која што мене лично многу ми се допаѓа и ми е денеска многу драго што неговиот внук е тука. Да добив да нека се дигне да го поздравим. Тој дури сега ми ја прати на Вибер сликата од еден Мефил, која што беше многу типична, тој беше постојано со пушка на рамото. Беше чувар во Црвени брегови. И потоа го знаевме и јас така го имав во мојата меморија. Ја барав сликата преку еден друг негов братушек, не ми ја дадоа, али само он ја имал таа слика. Ако правиме следно издание, сликата ќе најде место. Со ова вистина сакам да го прикажам духот на селото кое немаше клучеви на вратата. Тоа е многу карактеристично за нашето село, што нема да сретнете у свет така. Да нема клуч на врата. Јас лично сум модел кај комшиите, да нешто ми требало, мајка ми ќе ми испрати да земам, ќе земам и тие се на нива, кој се вратат, ќе идеме, ќе им кажеме, знаеш што ми фалеше малку зејтин, малку шеќер или сок, земавме од кај вас, ќе ви го вратиме. Значи, тоа е селото. Село во кое што никогаш ништо не било украдено. Мислам, многу значајно тоа вака да се, значи, како живееле селаните. Село кое броеше 35 куќи, а кое даде председател на Собрание на Република Македонија, 2 пратеници, заменик министер, 5 универзитетски професори на Универзитетот Свети Кирил и Методи, 25 универзитетски образовани луѓе и 120 факултетски образовани нивни потомци. Имаме 2 професори, еден во Лондон, еден во Германија. Таа се потомци, не се врајаат. Еве сега видов јас овде, мојата сестра Марика, ја поздравивте сите, на сите ви била учителка.
Уште еден куриозитет е, кажав лани, сега ќе го повторам, во селото, во нашата книга, која напишаме со Ѓорѓе Малковски, има изведок од една друга книга, кој автор би го проучал земјоделието во Неготино и кој напишал дека од некаде 1955 до 60 година во цела општина Неготино имало 7 инженери агрономи. И ги пишува поред сите. И таму пишува дека тројца се од Џидимирци, тројца се од Неготино и еден од Долни Дисен. Значи, многу јака слика и прилика да се покаже кој што бил во ова неготинска општина. И да не должам многу, бидејќи е многу топло, за крај, вообичаено, дозволите да се заблагодарам на армијата на Република Македонија, што ни дозволи да изградиме спомено обележје на местото што ја гробиштата на селото и секоја година да го посетуваме и да положуваме цвеќе и запалиме свеќи на нашите предци. Градоначалникот на општината, господин Горан Стојанов, кој денеска оправдано не е тука, што ја стави нашата програма во програмата на општината Неготино, програма за култура и даде финансиска поддршка. Благодарност до Центарот за култура Ацо Ѓорчев, што не возможи овде да ги држиме ве втора година поред овие наши средби, во една попријатна атмосфера, климатизирана, нели, во овие големи шештини. Благодарност до директорот и сите вработени во музеот, што ни возможија и помогна да организираме и уредиме салната поставка Џидимирска сова, која ние секоја година ја посетуваме и збогатуваме со нови експонати. Денеска подаривме 4 нови столчиња оригинални џидимирски. Благодарност до нашиот спонзор и наш потомец Владко Панчевски, кој што неговата компанија Екстрабус редовно ни обезбедува 2 автобуса од Скопје да ги носи скопјани и хорот и од овде до Џидимирци и назад секоја. Благодарност и до собствениците на ресторанот Памела, кои веќе 6-ти пат не посетуваат и со пристојни цени и добар квалитет ми овозможуваат пријатни моменти и дружење во нивниот ресторан. Се разбира, секојаш тука е нашиот Тасе Лазовски, без кој ова сето не можеше да биде. Благодарам на сите што уплативте годишна чланарина и со тоа ги помогнавте одржувањето на овие средби. На сите вас што дојдовте денес овде да се дружиме и да обележиме денот на Џидимирци, ви благодарам многу. И во поканувам идната година на 9-тите Џидимирски средби во првата сабота во месец јуни. Да сте здрави и живи. На крај ве поканувам сите во ресторанот Памела да го продолжиме нашето дружење. Благодарам. Благодариме господин Лазарев. Како што спомна и председателот Лазарев, градоначалникот на општина Неготино господинот Горан Стојанов поради службени обврски не е присутен на денешниот настан. Во име на општина Неготино добре дојде, ќе ви посака господица Марија Нацева, секретар на општина Неготино. Повелете. Почитувани дами и господа, џидимирчани и нивни потомци, учесници на настанот и присутни во салата, во име на општина Неготино, градоначалникот Горан Стојанов, кој што поради службени обврски не можеше да присуствува на денешните средби, и во свое лично име, како секретар на општина Неготино, ве поздравувам и ви посакувам пријатен престој во Неготино за време на одржувањето на 8-ми поред Џидимирски средби. Чест и задоволство ми е што како потомка на џидимирчани и како представник на општина Неготино можам да ви се обратам и да ви искажам должна почит за сето она кое што изминативе 8 години заеднички го реализиравме и што овој настан кој што се одржува секоја година во првата сабота од месец јуни стана дел од традицијата која што се негува и надградува од првиот ден кога потекна самата иницијатива за основање на граѓанскиот форум за џидимирци
и започнувањето на одржувањето на овие средби. Посебен поздрав би сакала да упатам до сите кои што од првиот ден континуирано се вклучени во оваа организација на Чидимирски средби и во целост се вложуваат самите себе си, секој настан да протече во најдобар ред со внесување на нови содржини со кои што се надградува секоја нова средба. Со тоа организаторите, учесниците во програмата и присутните на средбите стануваат и негубачи и одржувачи на оваа традиција, минатото, историјата, живењето во Чидимирци и на тој начин ги одржуваат спомените на едно време кое што е далеку за нас, но повеќе од сигурно е дека со сите активности кои што се преземаат и ќе се преземаат во иднина, истите ќе останат во сеќавање на сегашните и на идните генерации кои што доаѓаат. Ова од причина што како трајни вредности остануваат аудио и видео записите од сите досега одржани Чидимирски средби, кои што секој еден заинтересиран граѓанин може и ќе може да ги погледне како еден вид, своевидна ретроспектива на сите одржани средби и содржани во рамките на истите. Радува фактот што од година во година средбите се збогатуваат со нови содржини, што Чидимирските средби ги прави респектабилен настан, кој што привлекува внимание на јавноста, не само од општина Неготино, туку и пошироко во Вардарскиот регион. Како општина Неготино, во изминатите неколку години, со задоволство се јавуваме во улога на подржувачи на средбите, со доделување на финансиски средства во рамки на можностите на локалната самоуправа, но морам да потенцирам дека во изминатите 3 години таа подршка е зголемена за речиси 2,5 пати повеќе и можам да ветам од ова место дека така ќе продолжи и во иднина, бидејќи станува збор за исклучително квалитетна манифестација, која што несомнено и заслужува поддршката од општина Неготино. Се надевам дека, како и во изминатите 8 години, и во иднина ќе продолжи со негувањето на традицијата и дека средбите ќе продолжат да се одржуваат, се со цел да се зачуваат спомените за чидимирци и чидимирчани и дека уште многу години ќе се собираме секоја прва сабота во јуни и секој на свој начин ќе дава собствен приорес во негувањето на традицијата. Ви благодарам на вниманието со кое што ме слушавте и ви посакувам се најдобро на личен и на професионален план со желби за добро здравје и благосостојба. Со цел да имаме, како што реков и во најавата, малку поразноврсна содржина на денешниот настан, а немаме песни во програмата, поканивме двајца ученици од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино на неколку пати да рецитираат творби од авторот Павле Рибарски. Токму за тоа ги поканувам на сцена учениците Маријана Николова од 3-та година и Ѓорѓе Димовски од 1-ва година да презентираат во овој случај две песни од господинот Рибарски. Поведете. Чидимирски надгробни плочи, Криволачко. Огромна љубов во нас има, кога пред немите надгробни плочи од камен изглабени, на глас им се молиме на покојните, што не создале и израснале, од ја не оставиле како наследство од сортата и здивот на нивното време. Колку многу не олеснува кога ќе им раскажеме за неподносливата денешнина, за маките и намерите, за некоја си надеж или иднина, а одговорот ќе дојде преку соништата. Колку сме спокојни, колку сме погорди, кога ќе положиме цвеќе, свеќе ќе запалиме или кандели над надгробните камења, затоа што сме никнале од ова чидимирско сено. Некоја солза или воздишка ќе испуштиме, многу спомени, детски радости, дома ќе однесеме. На овие чидимирски камења ќе се сеќаваме, ќе зборуваме, приказките нивни ќе ги раскажуваме. Господ и Македонија, потрага по вистината. О Господе, оваа височина, оваа космичка далечина, огромна празнина незнаењето создава. Никаде не оди, од место не поаѓа. Вистината се крие,
Покрај мене минува. Никој не ја гледа, а секој ја побарува. Не се наоѓа. Умот мир не ми дава. Во потрага по вистината, по книгите да лазам ме тера. Очи четворни отварам. Во книгите не можам да ја најдам. Таму само измислици, лаги, теориите по нарачка стокмени. Недоверба ми подгреваат. Одговор на прашањата не наоѓам. Отворени ги оставаат. О Господе, дали ние македонците сме од родот Твој? Или некој друг Бог да бараме? Зошто не ги сечеш крилјата? Робови не правиш над нашата судбина. Душмани за господари ни испраќаш. Нив со гордост ги даруваш, нам тагата ни ја оставаш. О Господе, каде да те најдам? Каде вистината да ја барам? Душманите вистината ја кријат, ја извртуваат. Македонците ги мачат, ги убиваат. Од душманот помош бараат. Многу луѓе учени од чудни книги учеле, лажно знаење раскажуваат. Многу лидери, меѓу два камења стиснати, не знаат што зборуваат. На душманот рака му подаваат. О Господе, пекол од главата ми ја притиснал. Не можам сончев зрак да видам. Некоја надеж да изродам. Тргни го овој товар од мене. Одговорот тука некаде да го барам. Меѓу македонците да го пронајдам. И благодариме на Маријана и Ѓорѓи, че имаме можност по продолжение од програмата уште два пати да уживаме во нивните рецитации. А сега следува еден навистина интересен сегмент од денешната програма, а тоа е видеоматеријал, разговор со господинот Трајче Петровски, масларот. Тој е последниот човек кој што го напушта Џидимирци и веќе во Џидимирци нема луѓе. Тука со нас е неговиот син Цанде Петровски и неговиот внук Филип Петровски. И пред да го погледнеме видеоматеријалот, ги поканувам на сцената со кратко обраќање. Повелете, господа Петровски. Поздрав до сите присутни на 8-те Џидимирски средби. Да ви се представам, јас сум Филип Петровски, потомок на Трајче Петровски масларот, односно негов внук. Заедно со организаторот Тасе Лазовски дојдовме до идеја да се пушти ова видео за мојот дело, во кое што ја му давам потполна согласност до него и до организаторите и пред се на сите присутни да уживаат во ова видео, бидејќи автентично ќе дознаат вистината и животот од страна на мојот дело Трајче Петровски. Поздрав да сите. Јас сум Цанде Петровски, син на Трајче Петровски. Ја би сакал за некои кои што не знаат или заборавиле, да кажам нешто за потомците на Трајче Петровски. Трајче Петровски со својата сопруга Анџа Петровска денес имаат потомци, купно на број 9 потом, од кои јас сум еден син, има 3 внуци и 5 правнуци. Битно е да напомнам дека грижата на мојот татко за неговите потомци секогаш било да неговите деца завршат високо образование и по тој основ, значи, и јас сум завршил благодарение на негова поддршка Технолошки факултет, кој успешно работев 10 години во Алкалуит и оформил покасно своја фирма. Денес имам статус на пензионер, фирмата ја води мојот син. Останатите потомци сите имаат завршено факултет. Филип Петровски е со правен факултет, мојот син е со хемиски факултет и черката која има завршено фармацевтски факултет и е доктор на фармацевтски науки.
Филип Петровски живее во Скопје, работи во агенција за катастар, а мојата черка или внуката на Трајче Петровски, тоа е Весна Петровска, она заврши фармацевски факултет и доктор на фармацевски науки и денес живее и работи во Словенија во фармацевтска куќа Лек Љубљана. Синот мој или другиот внук, третиот внук на Трајче Петровски, заврши хемиски факултет, а 15 години веќе работи во фирмата која јас ја основав, фирмата се вика Интерхем, и денеска он ја води таа фирма, така да една слика за потомците на Трајче Петровски е таа. Јас би искористил прилика да се заблагодарам многу на Тасе Петровски, Тасе Лазовски, кој што се нафати на ова обврска да ја заврши. Ценам дека е извршена доста професионално и успешно, затоа уште еднаш голема благодарност до него, упатувам и до сите вас. Во продолжение, че имаме можност сите заедно да го погледнеме видеоматеријалот кој го подготвија почитуваните Тасе Лазовски и, за жал, покојниот Трајче Димитриев, градоначалник на општина Демиркапија и еден од основачите на граѓанскиот форум за джидимирци и одржување на джидимирските средби. Джидимирци одамна го нема, само камен и сува трева. Тука ниту луѓе, ниту стока минува, пустелија крај Вардар царува. Како чичко Трајко? Да се како. Дојдев сега да ви кажам што направи од джидимирци. Кај живеете вие? Во селото, како? Сега? Да. Джидимирци исто. Джидимир, а сега во село? Тоа село таму сум роден, ја таму порасна, таму се, и ја не остана сам таму. Да. Со војската се борам бака. Така. Знаеш ли, овцја или има 200. Да. Млеко, пари, ама, да. Ама кажете ме сега, во селото како се вика? Во Уланци. Уланци. Јас сакам, ако може да ми кажете нешто за мојот дедо Ристо, од татко на мајка ми, Слобода. Како Ристо да го знам. Каков човек, добар беше ли? Мајка вика, многу добар човек бил. Ристо, ја го прсот, он ме го изрече. Да. Он ли? Он. Далакот ми се фрли мене. Знаеш што е далак? Да. И едни го вадат овдеа. Да. И они вика на мама, Агна, вика, ај на слекувача. Да. Вика, ја ќе го излекувам. И го тури едно железо у очинот. И горе. Горе, не боле. Не боле ли? Не болеше. Дотека бил далакот, болеше. Чим далакот го изгоре и ја вака. И он вика готово. Добро. Кажете, како он дошол у джидимирци? Ја не го памтам. Ама каде работел он? Кој бил за момак? Не го знам и тоа. Не го знаете? Не го знам. Ја бе мал, он водеше, жената му се викаше Мара. Не, првата жена му умре. Така. И после он се венча со Мара. Така. И порано има 2 деца, 3. Така. И понатаму со мајка ми, Ацо, Лазо, сите се тие родени. И Нада, така. Нада у Скопје. И како дедо ни умре, на кој начин, што беше, што му се стори? Он беше човек у години више. Да. У години. После пиеше туртун со луле. Да. Знаеш што е луле? Луле знаме како не знаме. Ево да, ќе покрие вака.
И ја му викам, дедо Ристо, шо ово го пушиш ова? Да. Тоа го многу научи, вики не можам без него. Браво. Со луле, Така. ја го памтам лулите вака, се затвараше. Да. Убаво луле, знаеш. И многу пушеше. А Лазо, Ацо, Да. Никогаш. не му дава да пуши. Од капа знаа. Да. О кријало или мамо и така. Ами, он, имам слушано дека има неку две ниви во лаката ги зорал вамо-намо, Така е. ама беа сиромашни. Така. И одеше на Аргатин да работеле. Одеше. Кој од кај ти го кажеш тоа? Абе ми каже Ристо, братучет ми. И многу си го сакам да му направам нешто за успомен, за се. Ќе му направам плоча у Джидимирче. Споменик ќе му дарам. Нему. Така. Ами нему го зајми гробот. Посхунт, тоа што вика, ќе земе земја од Скопје, од еврејското гробиште, и ќе однесеме тука, ќе му дадам плоча. Така. Ристо Витанов, така. Патрички, да. И ќе му турам оште Комита. Знаеш ли ти дека бил Комита он? Не знам. Јас знам. Видиш. Он помогна на многу. Така е. Мене. Ја. И вика дека знал да копа бунари. Така е. Каде бе копал бунари? Каже нешто ва. Он бунар имаше пред куќи. Да. Сите понеао таму. Ама не беше убава вода, блага вода. Блага беше. А ки школото што ни беше, да? Таму имаш друг бунар, таа беше поубава вода. И сега го викаме, на кој бунар беше бе? На Ристовот. И со кови, немаше вака тој. Така, со кови. Со кови, артоми, и така вади беа. И он беше унатре копаше. Ами, копа мора, знаеш, да зида. Да зидав ли? Зидар, како го со зида да видиш ти. Аме мајка ми викаше, кога беше за политика, оди ке Ристо ќе реше се. Така е. Неписмен, а многу знаеше. Многу. Така ли е? Тој да бил учен. Да. Не му бил Тито време. Да. Многу души ќе дојат кај него. Лечеше од астма. Лечеше ли он? Од астма. Тоа време оде збира трави некој кај. Да. И знае тие трави, знаеш. И ја викам, да зори тоа, што се вие трави? Море синко, вие се сите лековити, вика. Добро. Ај кажи ми уште за дедо Тасо од татко ми. Од татко ти? Они беа бедни. Бедни исто, Бедни многу. И се стурија, додека беше деот и Тасо жив, ги земаа го веата селските и пасо. Они ги песеа. Кога порасна татко ти и Блажо, брат му, и они му вика како го веда, века бе. Ќе копаме. Ќе ориме. И многу сеја сусам. А татко ти ме рекне да оре со такви волови големи. Немаа пари да му го платат на тие ило, писар беше. И они со татко ти живе, со деот живеа и му го дадоа воловите. А па сусамот, тој ги многу се бараше. Многу пари се бараше. А деот ти сега на мајка ти татко. Ристо. Гумното ќе го направи и ќе го подмачка со лајна од говеда. Да може сусамот да не падне. Да не падне унатре. У земјата, у тоа право да прави и така. И се дигна таа куќа оставија старата таму. Направија вамо куќа нова. Каде беше куќата старата, каде беше? Одма, и тоа беше нејно место, дворот. Вака, а вамо имаа гумно. На гумното направија убава куќа. Со 3 оделења, убави џамови, се убаво. Добро. И тоа ги, го зема мајки ти него. И они вика, Слободо, ти викаш куќа немаме. Еве куќа направиме, оде види каква е. Така. И кога гледаме, чуме, бре, Слобода се верила со Санде. Абе вика, мајка ми вика, Слобода ми вика,
мајка ми, Марија ме продаде за една кутија цигари. Мара? Да. Па Мара беше поблажо. Не, Мара, баба Мара, а знаеш Марија? Баба ти Мара? Да, од Ристо женато. Дедо Ристо женато. Ја знам од Ристо рачу. Така не. Така рече. Ами они беа сиромашни, не? И они беа сиромашни. Едино вие бете богат, отимате стока, овци и тоа ве спаси. Така ли е? Ај со да ме раката вака, браво! А? Ја и сега кога дојдов деа, да. Тие овци ме натера да одам у људимарите сам. Браво. И ми вика мене, тие генерал, ке генерал, не си тие председател. Знам. И ми вика мене, еле бре вика, кога имаш ти у армии? Никога. Па како си одлучил, вика, сам да живиш овде? Лако. Како? Имам 2 сина му на факултету и оние пари што ми ги давате, виж, ја не мога да ги издржам. Точно. Па вика, зашто не направиш еден син, вика, чобан? Па зашто ти не направиш твој син чобан? Браво. Ми вика мене, ја немам, вика, толку оваца као ти. Вика, ти имаш пара, реко, мој оваца одма да ги купиш. Пази, Бога ти ме, вика, многу прича овој бе. И едно време, кога завршија четвртото лење, Србо како, реком, с кем си, такав си. Добре. Тие сите останаа галабари. Аз знам. Ја од тој трак, Тетјања имаше сестра у Белец. Да. И ги прати одма таму. Слушайте, вака ќе ви речам, ја пак ќе дојдам тука, сега ќе решавам нешто, ама многу ми беше мене да слушам од некој постар, како беше дедо Ристо и како беше дедо Тасо. Значи, двојцата добри? Така. А Ристо поработен или не? Така. Така беше. Кој ти кажа? Ако би ти имаш, ти имаш Сегде нема. Ајде, ќе се видиме ние пак, сега за сега, фала и договорено е. Сега што те чакам? Сретно. Колку овци имате вие? 150. 150. И сега кај се тие овци? Му ги предадо на еден овдеа, кај дава, па и печу му мајчина. Може 500 евра. И останаа? Останаа. И Цанде, ќе му ги дава еден шиптар, дојде. Ја му ги Цанде, пари шиптарот ќе и дај половина у кучилари, не го дај кучилари. И му викам, кај ќе го најдеме? А вие бере у селото дај, мама, не плаќали овци пичето најде. И сега имаше 500 евра има да дава. Рече, дойде сега, ќе дава субвенција. Да, почна да ги дава. Почна да ги дават сега. И още да издевам да ти... Ама скоро си го ги дал, скоро. Па, а? Сега скоро си ги дал, викам овци. Не. Дадолше, она као ти у Скопје. Одамна. Ами кој ќе мазе? Кој млеко? Кој сирење? Не бива. Кокошки таква работа нешто вара нема. Чувам. Чуваш кокошки? Да. Кокошки имам магари си имам. Си го јавам магарчка, одам на пазар. На пазар? Наравно. Си го јавам и ни проширење мене, ни ништо. Алла те. Браво. А колко години имам, шо мислиш? 92. 91 ли? Ами, треба да ви кажа, мајка ми почина, Слобода. Аман бе? На 15 мај ваа година. Ами млада она беше во 84 години. Видиш. Толку се радостен да сум ве нашал тука, гледај го. А Цанде? Цанде одамна? Па 2 години порано. Он беше постар од мене. Да, така. А, Слобода? Ве траече живот како е убав, а? Не. Слобода? По-мало беше. Кажете нешто од Слобода? Комши бете тамо. Како беше со Слобода? Женска. Како беше? Мајка ми. Живеа идеал. Војко му, тата ние. Лазо? Не. Блажо. Ака. И си живееме, идеме одеме. И там да постар од нас. Да. И не игреа нас, ни помалечки башка. Гореши ја. Беше ли? Гореши. Шо? Ги постави споменици. Машала. Му тури крст.
Ами вака ќе ме нош мене. Ќе те носаме Кога? за 2-3 недели кога ќе добиам дозвола. Добро. Верувам дека уживавте во презентираниот видеоматеријал. Продолжуваме понатаму со програмата. Повторно ги поканувам на сцена нашите драги ученици Маријана и Ѓорѓи да презентираат 3 песни од господина Трибарски. Повелете. Името на нашата мајка беше Слобода, родена во Џидимирци 1931 година. Родена е кога наместо леб се јадеа корени, кога радоста беше заборавена, а животот тежок како камен. Кога на свет дојде таткото Комита, ќерката ја крсти Слобода. На сите бајраци со свилен конец напишано. Од Господ создадена со љубов огромна. Поглед што милува, чедото од кутот не ги испушта, патот со љубов им го покажува. Животот во тугина ја однесе, грудка земја од Македонија соседа понесе. Кај грудката земја се молиш, еден ден светот без неја остане. Црни облаци, духовни спомени, мајчински го покрива. Децата без мајка останаа, во срцата како светеник, соседа ја понесува. Шилести надгробни плочи, гробови на борци. Шилестите плочи кај главата на покојникот, каде врвот гледа нагоре, само тука во Џидимирци ги има. Кога сонце ги грее, ги позлатува, топлина им подарува. Ветерот им пее, кога дува ги разладува. Дождот им ги мие раните, борците ги оплакува. Овие шилести камења не зборуваат, ништо на нив не пишува. Безимени покојници под плочите почиваат, времето и мињата им ги избриша. Овие партизански гробови од луѓето заборавени, во оваа тишина, тажни судбини, неизживеани љубовни приказни, во борбата за слобода, со куршум душмански изгаснати, рани незараснати, тела осакатени. На овие гробови никој не доаѓа, ниту род, ниту пород, а солзата исушена на надгробната плоча трага оставила, длабоко во плочата се сокрила. Овие борци за нашата слобода овде се погребани, слобода ни подарија. Живите мора да ги слават, да се поклонуваат, свеќи да палат, без цвеќе да не доаѓаат. Јунакот заборавен, во чест на Ристо Витанов Патрик. Каде ги однесува коските од овој борец не знаем, од овој камен искршен, во кој гроб ги закопаа, во скопските еврејски гробишти, ниту крст, ниту име му запишаа, траги не оставија. Приказката од комитската борба за слобода, не запишана е Господ остана. Јунакот заборавен не се знае каде почва. Колку куршум, колку саби го сечеа, на смртта и бегаше, кај Гоце Авер носеше. Оваа храброст, оваа непомирлива младост, судбината така сакала, во познато место да исчезне. Не се знае каде свеќе да запали, каде цвеќе да се положи и засади. Оваа песна нека биде негов спомен за неговата посветеност и вечната младост. Кај незнајниот гроб цвеќе засадено, а таму горе во Божите светови неговата вечна радост. Благодарим уште еднаш. Дојдовме до чинот на доделување на признанија, тоест плакети,
на поединци кои што имаат дадено собствен придонес во организирањето и одржувањето на џидимирските средби. Токму за тоа го поканувам председателот на граѓанскиот форум за џидимирци, господинот Лазарев, и предпоставувам госпоѓа Марга Бомбаровска да ги поделат плакетите. Плакета за оние луѓе без кои не можеше да ги ние посетуваме секоја година нашето село и таму споменикот. Тоа се луѓето кои што во моментов раководат со гарнизонот Криволак и плакети доделуваме на господинот Горан Камчев и Горан Килов. Едниот е запатен службен во Скопје, другиот е тука, ќе му подадеме и ќе му ги дадеме двете плакети, тој ќе даде на неговиот поставен. Благодарам многу за доделените плакети од моје лично име и од името на армијата. Би сакал да споделам само една информација. Само пред неколку месеци армијата и армијскиот полигон Криволак, џидимирските гробишта, официјално со документ ги прогласи за културно-историско наследство. Тоест, таму е повеќе веќе е забрането изведување на обука, вежби и гажи. Така да благодарам уште еднаш и за многу години денес. Благодарам уште еднаш. Значи, навистина големо разбирање. Денеска беше во тек вежба. Кога стигнавме таму, пукаше од сите страни. Значи, тие се осмелија и се охрабрија да не пуштат таму да поминеме. Мислам, посебна благодарност. Не можам да искажам со зборови. Наистина големо разбирање. Големо разбирање. И ова што го чувме сега, наистина ми падне драго на сите. Сега на двајца наши џидимирчани. Господин Илија Јанев Ико, за кој што ја веќе зборував. Ико е болен, тука е неговата черка Нора. Ико, што реков, беше еден од основачите на форумот и беше на неговата адреса е регистрирано нашето здружение. Му пожелуваме брзо заздравување. За жал, татко ми не можеше да биде тука од оправдани причини. Голема благодарност до вас, до организаторите и до сите вас и голем поздрав. Значи, Нора е графички дизајнер и ако се сеќавате, јас со години ви праќам за новогодишна честитка, она е дизајнерот. И на уште еден наш сограѓанин, господин Чиро Трпков, кој што во моментов слави 88 години. Јас ќе се силно доле да му додела. Тој е син на бунарката позната Нада, нели? И е братучет на Тасе и таа голема фамилија цела. Дозволите речи, не можам да се искачи, јас ќе се силно доле да му подам. Следната година сигурно ќе доделиме уште повеќе
посекуваме на Чиро долг живот уште. Ангажиравме врвна, значи куќа во Скопје која што прави навистина многу убави плакети кои што на секој домаќин седи по витрините и краси неговите витрини. Благодарам. Честитки до сите добитници на плакети. А сега предлагам да слушнеме рецитација на уште две песни од господинот Рибарски. Повелете Маријана и Ѓорѓе. Џидимирци, Криволачко. Низ Џидимирци некогаш историјата минувала. Се живо и диво овде било. Живот имало. Минуваш, на прашањата одговор нема. Денес веќе се е нема. Џидимирци, село мирно, населани вредни, земјоделци. Дом им било. Колку дечи ни израснало ова село, колку од нив ни светот расеало, колку покојни души на оној свет испратило, колку од нив нови корени длабоко засадиле, нови фиданки израснале. Денес веќе куки нема, а на заветот за мир и вечен спомен за душите покојни, Тасе Лазовски споменик од мермер подигна. Да се памети, да не се заборави тоа што некогаш овде во срцата им било. Тие спомени, тие од мермер споменици, тоа мило од Тасе со љубов неизмерна за огништата направена. Населаните во срцата, во сеќавањата треба да останат. Се она што им е мило, што некогаш овде во Џидимирци било. Надежда заседи, во чест на Тасе Лазовски. Џидимирци одамна го нема, само камен и сува трева. Тука ниту луѓе, ниту стока минува, пустелја кај Вардар царува. Тишината гробна се за Џидимирци кажува, само камења, надгробни плочи везинија, судбини спомени заборавени, по пустелијата заровени. Има еден корен што не изгасна, вознеслива светлина кон Џидимирци патува. Во тишината крај гробиштата искра да запали, во времето што доаѓа надеж да заседи. Благодариме на Маријана и на Ѓорѓи за прекрасните интерпретации и за нивниот придонес во денешното збогатување на содржините од Џидимирските средби и се надеваме дека доколку има потреба и друг пат ќе се отзват на нашата покана да учествуваат во програмата. Во продолжение ќе говориме за монографијата Лазовски, која што ја изработува или ја изработи господинот Драги Трајков. Да не должам многу, нешто повеќе за оваа монографија, за нејзиното значење и содржините, ќе слушнеме од господинот Трајков. Повелете. Овој монографски труд, драги пријатели и гости на денешниот настан, ми посебно драго што во рамките на овие Џидимирски средби за прв пат се промовира пред вас, но во едно друго светло, бидејќи ние го знаеме нашиот сонародник Тасе Лазовски како основоположник на овие Џидимирски средби, како еден кој дава доста голем допринос на полето на културата, на хуманоста и така натаму, меѓутоа овој монографски труд трка пред се од еден сосем друг аспект за кој малку знаеме во Македонија, за жал, или површно, за разлика од Република Словенија, каде што тој живе и твори. Тоа е дека тој припаѓа на техничко-технолошките науки како иноватор со еден импозантен, навистина импозантен опус иноваторски од 36 иновации и 17 патенти официјални, значи кои барале години работа. Затоа нагласив официјални има и секако неофицијални, на кои од разни причини се прекинали или не дошле до момент да се официализираат и кои многу од нив и ден денес се користат
широм светот. Значи, мене посебно ми беше тоа поттик кога, например, овие денес, дека тој прв во Европа, за илустрација, како една од првите во Европа за повеќето земји европски, за Германија, за Австрија, за Велика Британија и така натаму, како иновација го изфрла на значи, чипот за телефонски картици. Тогаш немаше овие мобилни телефони, беа секаде по градовите овие телефонски говорници и со кој подоцна го доразвил, значи шири палета од други услуги, да буквално плаќање преку телефон, ова паркинг простори низ широк Словенија, повеќе градови денес, значи тоа е скоро пред 3 децени, тој 93-та му е чипот за телефонски картици, а негде до 2000-та година тој веќе ја шири таа палета од услуги во овој домен на телекомуникацијските услуги. Ние денес дури тоа ни е рутина, плаќањето паркинзи, меѓутоа пред скоро 3 децени тоа е навистина пионерски голем чекор. Дури за една Словенија која е технолошки далеку понапредна од нас, требаат и упатства на телефонските говорници и за чекорите што како. И посебно импресионира тој дел, иноваторот е космополит, секој иноватор, затоа што нивните иновации се користат широм свет, не се ограничени за одредена земја, за одреден народ, буквално сите ги, целото човештво ги користи во свое подобро, значи функционирање, безбедно и полесно. Особено ме импресионира за се зафатам за овој монографски труд, тоа што тој го твори во едни години кога 70-те, 80-те, 90-те години, кога навистина е тешко да се такви иновации да се прават. Значи нема интернет, нема мобилна телефонија, комуникации се потежнати, во еден систем, знаете, беше позатворен со монопол на големите државни и тогашни монополи и предпријатија, и да се избориш во таков систем е навистина за секој почит и респект. Првенствено реков како иноватор тргнува, меѓутоа и тука и еден друг дел во кој навидом вака не е многу навидом не поврзан, меѓутоа во спортот, конкретно во кошарката, бидејќи иноваторите ги замислуваме во некакви кабинети, затворени, нешто прави, меѓутоа на отворен простор, каде што тој во кошарката од своји 14 години и ги минува сите фази, од кошаркар, тренер до член на управен, председател на управен одбор на кошаркарски клубови, и ги добива највисоките државни признанија, спортски признанија во Република Словенија. Е доста познат таму и во оваа смисла како спортист, и ден денес тој поддржува, учествува во организација на голем број спортски настани. И во оваа смисла трудот тргнува во тој двоен пристап. Од една страна како иноватор, од друга страна како спортски работник. Половина монографија која е на Република Словенија, кај што тој живе и твори, другата половина е посветена на Република Македонија и неговите сонародници македонци, каде што тој и за кој тој исто има свој голем број активности покренато, дел знаеме од нив, реков на полето на културата, на хуманизмот, така натаму. Помеѓу тие две, за Република Словенија и Република Македонија, е животниот пат постави него. Значи, кога тој тргнува како 3-годишно дете со своето семејство, фактички патот на семејството Лазарски во Република Словенија, кога заминувате тука, како таму школувањата, текот на школувањето, обуките, и повторно се враќа тука последните 10 години, значи со овие активности овде. Јас во овој момент само би кажал уште дека ова посебно да биде поттик за младите, бидејќи има таква идеја да биде поттик и за младите, бидејќи ако тој првата своја иновација на своји 20 години, наградена иновација во далечната 1969-та,
ако може на 20 години да твори, во она време, како што кажав, денес младите наши на ова време со овој технолошки напредок, со овие вештачки интелигенции, со ова навистина е штета да не се постигнат резултати во некоја нивна, например, во некој нивно делување или во овој домен. Во таа смисла и би ми било драго ако барем и мал процент од нив им даде поттик ова, ќе ми биде драго. Јас како автор имам за себе монографски труд пред 10 година, повеќе тој беше за општина Росово, значи каде што се миграцијски движења, разни статистики, но во овој монографски труд требаше навистина внимателен пристап и така да многу делови, некои работи нема, значи само се овие две главни спомнати и со ова што го кажав, не навлегува во некои и требаше да се допрецизираат, да се проверат, поготово бидејќи се работи за технички некои моменти кај што треба прецизирање на тоа што се пишува. Со ова би сакал да кажам уште за крај дека ми е драго што 2022 година неговото име си доби за свое место во едни локални рамки тука регионални, кога се прогласи за почесен граѓанин на општина Неготино. А сега со овој монографски труд неговото име влегува и во националната, се архивира во националната меморија, бидејќи во оние одобрувања од Националната универзитетска библиотека, кои беа влезе во делот на, значи, Таце Лазовски во делот на биографии, иновации, технички науки. Со тоа, значи, се архивира во биографиите и монографиите на плејада наши заслужни сонародници, сите во различен домен, и особено ми е драго, бидејќи во овој домен на иноваторството, пак ние имаме монографии за разни режисери, филмски работници и така натаму, меѓутоа во овој домен на иноваторството ова ќе биде секако еден посебно ќе си има посебно свое место. Благодарам на вниманието. Почитувани дами и господа, тоа беше се што подготвивме за денешниот настан. Ви благодарам за присуството и вниманието со кое го проследивте истиот. Ве поканувам на мал коктел во фоајето на Центарот за култура Ацо Ѓорчев, а потоа и на заедничко другарување во хотел Памела. Довидување до наредните 9 џидимирски среди.